За еден ден изречена 101 забрана за возење. Гори во Техеран. Ако сакате да се сликате со фонтана Ди Треви, ќе треба да си платите. Јас сум Александра Вуксановиќ. Еве што има ново. Новинарката Менџа Точи одамна ја истражувала темата со испраќањето мозочно ткиво од починати пациенти од Македонија во САД, но никогаш не ја објавила приказната. Таа го обвини професорот Росоклија дека тогаш и вршал притисок да не објавува за проектот. Професорот Гораст Росоклија, специјалист по неврологија, невропатологија и психијатрија, кој дипломирал на медицинскиот факултет во Скопје, а долго време работи на Универзитетот Колумбија во Њујорк, бил еден од иницијаторите на проектот за извоз на мозочно ткиво од мртви пациенти со психијатарски дијагнози од Македонија во САД. Професорот вели дека се работело за грант проект за истражувачка дејност кој бил потпишан во 1996 година помеѓу Универзитетот Колумбија и македонските медицински експерти, како и со Институтот за судска медицина, Институтот за патологија и психијатриска клиника. Професорите Гораст Росоклија и Алексеј Дума се главните актери на така наречениот извоз на мозоци од Македонија во САД. Информација содржана во материјалите објавени деновиве од Министерството за правда на САД, а во врска со случајот на милиардерот Епстин. И двајцата потврдија дека е точно дека се работи за употреба на мозочни ткива од починати пациенти во Македонија, но исклучиво за научно-истражувачки цели, со почитување на сите пропишани процедури и без никакви финансиски конотации. Вкупно 101 забрана за возење е изречена вчера како резултат на прекршоците што ги забележал системот Безбеден град на првиот ден на кој тој почна да изрекува казни, соопшти МВР. За минување на црвено светло констатирани се 64 прекршоци. Двајца возачи се рекордери, имаат 40 забрани за возење, вели министерот Тошковски. Исходот од вчерашниот ден на системот Безбеден град е 508 прекршоци на ниво на Скопје, Куманово, Тетово и коридорите. Од тие 454 се за брзо возење, 42 се за црвено светло, 12 се нерегистрирани возила, рече министерот. До сега 687 лица добиле 4 забрани, 291 со 5 забрани. Најголемиот дел од прекршителите, односно 54.435 граѓани, имаат по една изречена забрана. Финки ќе ги добие двете надворешни згради кај ректоратот на УГИМ. Двата надворешни објекта кај ректоратот на УГИМ, чија изградба е стопирана повеќе од 10 години, ќе се доградуваат кога ќе биде избран проектант, а потоа и изведувач на градежните работи. Од Министерството за образование и наука велат дека во петокот завршил рокот за аплицирање на тендерот за нови проекти за градба. Во тендерот е наведено дека двата објекта ќе ги користи Факултетот за информатички технологии и компјутерско инженерство, бидејќи само една зграда не ги задоволува потребите ниту на овој факултет, ниту на Факултетот за физичко образование, спорт и здравје, за кој беше наменет другиот објект. Од МОН ни соопштија дека и за овој факултет се планира нова зграда на местото каде што тој се наоѓа. Жителка на приградската општина Зелениково, чиј татко е дијагностициран со 99% слепило на двете очи, не успеала да добие картичка за бесплатно паркирање на паркиралиштата на јавното предпријатие Градски паркинг, што им следува на лицата со попреченост. Единствено поради нивното место на живење. Од предпријатието им го одбиле барањето со образложение дека бесплатниот паркинг важи само за жителите на територијата на Скопје, но не и на неколкуте приградски општини. Подносителката на барањето, Елена Маневска, за Слободен печат го раскажа незиното патешествие, кое за жал завршило неуспешно поради одбивањето за издавање бесплатна картичка за паркирање за незиниот татко. Таа вели дека ова е еден голем пример за дискриминација на лицата со попреченост од околните приградски општини во однос на овие градските. Со Маневска разговараше Филип Николов. Ке се решили прашањето со превозниците. Министри од 6 земји од Западен Балкан и представници на Европската комисија денеска ќе одржат состанок во онлайн формат посветен на предизвиците со кои се соочуваат превозниците од регионот при патување и престој во Шенген зоната. Прашањето за предизвиците на превозниците беше актуализирано со минутонеделната блокада на граничните премини кон Шенген зоната од страна на камионџиите во регионот. Инаку, целосната имплементација на системот за влез-излез на Европската Унија е од
одложена од април за септември 2026 поради страф од сериозен метеж на границите во текот на летната туристичка сезона, потврдија од Европската комисија. Крај на примирието. Русија изврши напади со балистички ракети врз Киев, Днепар и Харков. Руските сили испукаа ракети врз украинскиот главен град Киев во раните утрински часови, соопштија официјални лица со првични извештаи за штети на стамбени згради и други објекти. Градоначалникот на Киев, Виталий Кличко, изјави дека зграда на градинка се запалила, а нестамбена зграда е погодена во источните делови на градот. Воздушниот напад останал на сила повеќе од 2 часа откако бил прогласен. Видеата објавени на социјалните медиуми покажуваат стан на горните катови од стамбена зграда во Киев во пламен. Украина се согласила со западните партнери дека секое упорно кршење на идниот договор за прекин на огнот од страна на Русија ќе предизвика координиран воен одговор од Европа и Соединетите американски држави, пишува Financial Times. Поранешниот американски претседател Бил Клинтон и неговата сопруга, поранешната државна секретарка Хилари Клинтон, сепак ќе сведочат пред Комитетот на Конгресот за аферата Епстин. Ова го соопштија адвокатите на Клинтонови во електронската пошта до представници на Комитетот за надзор и реформи во представничкиот дом. Тие навеле дека Клинтонови ќе се појават на взаемно договорените термини за сведочење под заклетва. Бил Клинтон во 90-тите и 2000-тите бил пријател со финансистот и осуден сексуален престапник Епстин. Екстремно обилни снежни врнежи однесоа 30 животи во Јапонија во текот на изминатите 2 недели, вклучувајќи и 91 годишна жена која беше пронајдена закопана во снегот пред нејзиниот дом. Јапонската влада ја распореди војската за да им помогне на жителите. Силните студени воздушни маси предизвикаа обилни снежни врнежи во последните недели по должината на брегот на Јапонското море, при што во некои области е регистрирана повеќе од двојно поголема количина од нормалната за сезоната. Најголемите количини фалсификувани пари што пристигнуваат на Балканот и во земјите на Европската унија потекнуваат од илегални фабрики во Романија. Криминалните групи ги набавуваат фалсификатите по цена од околу 20% од вредноста на оригиналот. Тоа би значило дека за 1 милион евра лажни пари се плаќаат околу 200.000 евра. Британската фунта се смета за најтешка за фалсификување. А ако сакате да се сликате со фонтана Ди Треви, од сега ќе мора да си платите. Една од најпрепознатливите символи на Рим и ремек дело на барокната архитектура привлекува илјадници туристи секој ден. Градот Рим официјално ја воведе најавената влезница од 2 евра за пристап до познатата фонтана, која досега беше бесплатна за посетителите. Оваа такса има за цел да го контролира бројот на туристи и да обезбеди пари за скапото одржување на споменикот изграден во 18 век. За крај временска прогноза. Најстудено утрово е на Попова шапка -5 степени. На Попова шапка има најмногу снег 34 сантиметри. Времето денеска ќе биде променливо облачно со сончеви периоди. Ќе дува слаба долж по Вардаријата умерен ветер од југоисточен правец. Максималната температура ќе биде во интервал од 6 до 11 степени. Во Скопје променливо облачно со слаб до умерен ветер од југоисточен правец. Максималната температура во главниот град ќе достигне до 9 степени. Гледавте вести, ви благодарам на вниманието и на довербата. Повеќе информации побарајте на нашиот сајт.